како што ви вети во нашето студио во 15 часот и 20 минути ги имаме денес гостинка. Всушност многумина ја нарекуваат и кралица на маратонот, бидејќи тоа е на некој начин професија, атлетиката. Денеска и тоа ни е тема на разговор. Ќе зборуваме за еден настан кој што го организира Атлетската федерација на Македонија. Весна Кираџиева имаме денеска во студиото. Весна, добре дојде. Добре ве најдов, фала ви на поканата и баш ми е драго што сум тука гостинка ваша. Не си случајно гостинка, бидејќи имаме нешто што треба да го најавиме, не еден интересен настан и интересно е тоа што еве во овие летни денови кога можеби спортот е на некој начин релаксација за многумина, и атлетиката еве е актуелна можеби во последниве години, можеби не кај нас, меѓутоа во светски рамки се случува Европско атлетско првенство, тимско првенство, трета лига. Тоа се случува следниот викенд, 10 и 11 август. Ќе ги слушнеме ли деталите? Да, како што и ете ни најавити. Значи баш овој викенд на 10 и 11, значи сабота и недела ќе се случува еден голем настан. Значи реално за нас е навистина голем настан да бидеме домаќини на Европско тимско првенство од трета лига. Значи има вкупно се 4 лиги, прва, втора лига, трета лига и суперлига, она каде што се оние врвни репрезентации. Ние сме се уште за жал во третата лига, меѓутоа со самото тоа што сме домаќини покажуваме дека сме достојни на ваков тип организирање. Така што пред се сакам оваа прилика прво и основно што ќе направиме да ги поканам сите љубители на атлетиката без разлика оние нели кои што се веќе запознаени што е тоа всушност атлетика, но и оние кои што се љубопитни да дознаат, да дојдат на градски стадион. Надпреварите почнуваат, значи официјално почнуваат од 15 часот, меѓутоа официјалното отварање, церемонијата на отварањето нели ќе биде од 17:30, нели од 5:30, кога ќе бидат онака главните трки со финалиња, бидејќи претходно ќе бидат повеќе квалификациони трки од Б група. Така што на централниот настан ќе се одвива од 17:30 па се до 22 часот, односно до 10 навечер ќе има трки под рефлектори, што за нас е навистина многу интересен момент, така што да напоменам нели дека влезот е бесплатен, ќе биде на арена Тоше Проевски сега, ние си го знаеме да како градски стадион, мислам дека повеќето така ќе го препознаат, така што тоа ми е главна цел да ги повикаме да дојдат, влезот е бесплатен, слободен, кој сака, буквално кој сака може да дојде, да го проследи, настанот ќе биде интересен. Бидејќи долго време си во тие атлетски води, како стоиме, ајде накратко со атлетиката кај нас? Почнуваме да размрдуваме, вака почнуваме баш она, како викаат прво па машко или прво па женско. Почнуваме со голем настан, значи претходно предолг период беше водена од друга конструкција која што имаше можеби помалку интерес, да помалку амбиции, да работи поинтензивно на развој на атлетиката во Македонија, меѓутоа сега од неодамна сме сосема нова свежа структура и сакаме да напредуваме, сакаме да ја видиме атлетиката, сакаме младината да ја видиме вклучена, така што ќе работиме на тој дел повеќе. Не е малку европско првенство да се организира. Да. Ќе направиме тука една кратка музичка пауза, а потоа сепак секако ќе продолжиме со останатите детали околу овој спортски настан.